Ако тргнете од точка А до точка Б, сакате да стигнете, ви се потребни 3 чекори. Имате две опции. Или да стигнете и да се насмевнете, или да не стигнете, да погрешите, меѓутоа да научите. Но сигурно нема да успеете ако станете во место, затоа што ќе се вратите многу назад. Почитувани, добро вечер, добре дојдовте на петиот поред I fail настан и јас грешам или При тоа направив еден гаф, како се вика, кога бев на еден настан со една американка адвокат и толку добро го научив законот за банкротство, што трнав и одговорив за нејзе. И она со една убава насмевка ми рече, што зборуваш? И ја и одговорив што му кажав на господинот што сватив дека не го читал законот. И она ми вика, одлично си му одговорила, ама више не си за тука, продолжи понатаму. И тогаш сватив дека треба да се приструктурирам и сватив. Тогаш сватив дека мене тој хромозом ми е даден како неково искушение. За да се борам со моите грешки, да им дадам пример на другите, за да најдат надеж, за борба, за живот, за насмевка, за добрина, за поддршка. И јас го прифатив искушението, но дали вие ще ме прифатите мене и другите како мене. Пета година со моите пријатели кои што се знаевме, бевме активни по студентските организации. Во 2009 седнавме и свативме дека не сме веќе студенти, нема смисла со таков префикс да функционираме. Решивме да формираме здружение за да бидеме ова херои, хероини кои што ќе го спасуваат светот, World Peace, кои што ќе се бориме против дискриминацијата и сите други проблеми кои што ги има едно општество во 2009 година. Така го формиравме здружението. Не научивме. Така да, реално погледнато, една ваква помала или поголема грешка, зависно од тоа кој како ќе ја перципира, навистина за нас беше една убава лекција. Тоа значи дека дефинитивно грешки ќе постојат и постоеле, меѓутоа многу е важно да застанеме зад нив и на соодветен начин да ги решаваме. Тоа е она кое што ја го нарекувам моја научена лекција. Нема жалби и поплаки, едноставно има научени лекции. Ти благодарам, Викторија, особено мене ми остана во сеќавање еден збор, а тоа е реш. Луѓе со посебни потреби и дефинитивно премногу заостануваме од Европската Унија во однос на секој тој сегмент. Би сакал Ирена, ако може да ни одговори како представник од граѓанскиот сектор на Европската Унија, дали и на младиве луѓе, дали може Европската Унија и како може да ни помогне или тоа е наша работа која што ние сами треба да ја изработиме и да си го смениме општеството. Благодарам. Доста комплексно прашање, 15 години се обидувам да Тоа не снима, така што поддршка и до нив и до нашиот фотограф и до нашиот камерман, фотографот Давор Блажевски, а камерманот не го запишав. Анте Гулин, ете, сгрешив, учиме од грешките. Еден аплауз за сите вас што издржавте до крај.